Со дефиле низ градот денеска слепите лица од Битола го одбележаа денот на белото стапче. Околу 300 лица со визуелна попреченост дел од здруженијето го одбележуваат овој ден, кој инаку се одбележува на 15 октомври. Освен со дефиле, денеска денот на белото стапче во Битола се одбележува и со трибина информатиката во корист на слепите. Денеска го одбележуваме денот на белиот стап малку порано, бидејќи на 15 октомври ќе се одржат избори. Како да се поклопија коцките, бидејќи денеска и денот на видот. Па апелирам кон офталмолозите да посветат поголемо внимание за заштита на видот на луѓето, за да нема веќе луѓе без вид. Од Сдруженијето на слепи лица велат дека инфраструктурата и вработувањето и понатаму се нивен најголем проблем, а за решавање на овие останатите проблеми со кои секојдневно се соочуваат овие лица, се залагаат од Лајонс клубот. Оваа година и веќе неколку години наназад во тек е еден проект поддржан од Светската асоциација на Лајонс клубови USAID. Во Македонија веќе се отворени неколку ресурсни центри низ неколку градови во Македонија и се надеваме дека со тој проект навистина дека не можеби ќе звучи клише, но не дека само на овој ден кога се одбележува денот за борба против слепилото и проблемите со кои се соочуваат слепите лица, него и понатаму ќе имаме и други активности. Разговаравме со представниците од Сдруженијето на слепи лица, навистина имаат некои проблеми кои што изгледа да звучат минорно, а се за нив навистина големи пречки и се надеваме дека во текот на оваа година ќе успееме барем некои од нив да пребродиме, со цел да ги исполниме и нашите заложби како витези на слепилото, а и да им помогнеме во нивните проблеми со кои се среќаваат секојдневно. Светскиот ден на слепите се одбележува во сите градови на земјата. Националниот сојуз на слепите на Република Македонија е формиран во 1946 година и единствен легитимен представник на повеќе од 2500 слепи и слабовидни лица од целата територија на државата.